Ќе спомнем еден практичен пример кој го кажува еден голем оџа, еден голем шејх, учен човек од арапски свет, поточно од Кувајт. Овој оџа од Кувајт по име шејх Небил ел Ауади кажува, вика, ми се јави на телефон еден богаташ од Кувајт и ми рече, ве молам, ќе ви платам се што треба да дојдете со мене во болница. Мојата ќерка е во психијатричка болница, има стрес, депресија, нервоза, не може ништо да ја смири, па може би вие, како учен човек, познат, со негови предавања, дерсови, книги, може би вие со Куран можете да ја смирите ова моја ќерка. Појдов, вика, во таа болница, кажува шејх Небил. Појдов во таа болница во Кувајт и кога се сретнам со луѓето, на изглед се гледа вистински луѓе кои Аллах им дал се од овој дуњалук. Ме качија горе во катот каде што беше нивната ќерка. Целиот кат или спрат беше резервиран од таа фамилија, од тој богаташ. Никој друг да нема на тој кат, само неговата ќерка. Специјален кат само за нивната ќерка да се лечи од психичко растројство, од нервен слом. Откако влегов, вика, во собата кај таа млада девојка, почнав да разговарам со неа. Меѓутоа им реков на незините родители да се тргнат на страна. Сакам да разговарам со неа. Директно и отворено. Па е вели шејх Небил на таа девојка која има нервен слом, психичка болест, која ниту доктори ништо не може да излечи освен Аллах џеле џелалуху. И ја прашал шејх Небил, кажи ми, од кога си се разболела и каков живот живееше предходно? Каков живот имаше ти пред да се разболиш? Рече, јас сум ќерка на голем богаташ. Јас секој ден станувам во време на екиндија. Станувам и веднаш им порачувам на слугите најдобро јадење, кое ќе ми текне. Откако ќе ми донесат најдобро јадење, станувам и излегувам да шетам во град. Кој ќе дојде 9-10 саат на вечер, ги собирам моите другарки и другари, пуштаме музика, играме цело време. Ако не ни се свиѓа музика од кастофон, од компјутер, тогаш повикуваме жива музика во нивна палата. И така се пијанчиме, скокаме, играме се до 3 саат. И после ќе легнам до икиндија. Целото време на оваа девојка било само раскош. И овој шејх вели, билла, теколна во име на Аллах. Дали некој пат си доторала шехадет? Дали некој пат си паднала на сежде на Аллах џеле џелалуху? Дали некој пат си се сетила дека има ахирет? Дали некој пат си размислила дека има болка на овој свет? И дека има тажни луѓе? Рече не. И тогаш шејх Небил и рече, јас го знам твојот лек кој е. Твојот лек инфузија е вера. Како? Аллах во Куран вели, во сура Таха, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ. А оној кој ќе сврти грб на оваа вера, Аллах ќе му даде да има напорен и тежок живот. Значи, живот со сакалма, со секирации, со болки, живот без цел, живот без расположение. А човек што не знае за Аллах, што не знае за джума, што не знае за шехадет, за сежде, за абдест, тој е човек кал ан'ам, бел хум адал, улаика, како ли Аллах во Куран, тие кои
što samo jakulun ujetemetaun, koji samo na ovoj dunjaluk mislat da jadat, pijat, uživat, a ništa ne misli da napravi za Allah, ulajke kel an'am, tije se kako životni, bel adal, i zgore na to, i beter od to. Zato šejh Nabil al-Audi i reče, ja go znam leko za ta devojka. Mora da se istušira, da izgovori šahadat i da vleze odmah u islam. I da gi pravi zikrovite, dovite na večer, na utro, na večer, da se posveti na ibadet, na čitanje na Allahova knjiga Kuran i od tuka će najde lek, tuka će najde mir za njezina duša. Zamisli dođa čovjeka Omer radijallahu anhu i mu veli, ja sakam da me postaviš na nekoja funkcija, da budem vojskovodač ili da budem falija na nekoj grad kako gradonačelnik ili nekoja druga visoka funkcija. Hazreti Omer radijallahu anhu go gleda i mu veli, odi jedna nedela da ne te vidim, jedna nedela da očitaš postojano Kuran i posle 7 dana dojdi će vidi me za koja rabota si ti odgovoren, za koja rabota ti pariraš, si sposoben. I posle 7 dana koja dođa čovjek od i Omer mu veli sega razmisli dobro, kaži kakva rabota sakaš. Reče ne sakam nikakva rabota. Reče zašto? Go pročitav Kuran, ti vidio po Kuranu što znači odgovornost. Što znači odgovornost? Ja ne možem sam za sebe da vršim odgovornost kamoli za ummetot. Kako što bilo Omer radijallahu anhu, kana yataqallabu fil layl. Omer radijallahu anhu preko noć se vrteo cijelo vrijeme u postela. I ko će možda ženom Omer, zašto ne spiješ? Rekao, ahša Allah, se plašam od Allah, ako nekoja kamila skrši noga vo Irak, Allah će me praša zašto ne sam go popločil patot vo Irak. To je bilo Medina. Znači, zašto patot nego popločil? Zašto ne žive ljudi to ratluk? A ja sam odgovoren za njih. Ja sam halifa. A halifa što znači? Odgovoren za cijeli umet na Muhammed sam. Odgovoren i za luđe i za životni. Znači, to je sekularizacija